Здраво, деца! Јас сум учителка Весна Спасова од детската градинка 13 ноември од Скопје. Ме радува што можам да се дружам со вас, а воедно ќе може да научиме нови работи на поинаков и помодерен начин. Овој пат, компјутерот ќе го користиме како замена за нашата занимална. Но пред да започнеме, да ја следиме денешната планирана активност, сакам да поразговарам со вас. Дали знаете вие што се тоа сенки и како тие се создаваат? Да, точно така. Тие се создаваат со помош на светлината на сонцето. Во природата, кога сонцето грее, тоа ги упатува своите сончеви зраци кон сите објекти што го опкружуваат, како на пример луѓето, дрвјата, куќите и слично. И кога зраците ќе стигнат до овие објекти, се создаваат сенки. Наутро, кога сонцето изгрева на исток, сенките на објектите изгледаат долги, слично како ластик што се тегне. Напладне, кога сонцето е највисоко на небото, сенките се многу мали и личат на џуџиња. А навечер, кога сонцето заоѓа на запад, сенките се повторно мали и долги како ластик. Сенките се многу интересни и со помош на нив може да создадеме интересни игри, како на пример театар на сенки. Денеска ќе ја проследиме представата Театарска на сенки со наслов Девојчето и светулките. Но пред да започнеме, најпрво да се потсетиме за бон-тон правилата кога одиме на театар. А тоа се: не се разговара, се слуша внимателно и секако телефоните треба да се исклучат. Наместете се удобно. Во вашите фотели исклучете ги светлата, почнува представата. Девојчето и светулките. Некогаш, многу одамна, си живеело едно девојче со своите родители. Нивната куќа била скриена длабоко во шумата, волшебна. Девојчето се грижело за своите стари родители и секојдневно од шумата собирале шумски плодови за да се прехранат. Но и покрај љубовта која имало од родителите, се чувствувало осамено. Посакувало да има пријатели, со кои заеднички ќе го поминува времето, откривајќи ги волшебствата на шумата. И еден ден, додека била во шумата, догледала две ситни точки што светат и полека се доближиле до девојчето. Што е ова? Што се случува? Кои сте вие? Ние сме двете светулки, чуварите на шумата и шумските жители. А зошто сте толку мали? Мали сме, затоа што сме инсекти. А каква е таа светлина што свети од вас? Тоа е светлината која ни ја дари сонцето, уште многу одамна. А како тоа ви дари светлина? Може ли сонцето да дарува? Може. Сонцето скина дел од себе, едно мало зрнце светлина. Ни ја подари и ни рече: јас ќе светам дење, а вие ќе светите ноќе, исто како моите деца звезди. И ќе осветлувате шумата во летните месеци. О, колку убав подарок! Јас досега не сум добила никаков подарок, а не сум имала можност да се дружам со никого. Како е тоа можно? Немаш ли пријатели? Немам. Јас сум единственото дете на моите родители. И никогаш не сум имала можност да запознаам пријатели. Баш ни е жал. Ние во оваа шума имаме безброј пријатели.
дојди со нас и ќе те запознаеме. О, колку би сакала, ке може ли? Секако дека може. Подготви се да не следиш. Во шумата е темно, но ти ќе ја пратиш нашата светлина и така ќе знаеш каде ќе одиш. Девојчето полека, со внимателни чекори се упатило по двете светулки. Набрзо стигнало до делот на шумата кој дотогаш го немала видено. Знаело дека шумата е волшебна, но дека ваква убавина се криела длабоко во неа, не можела ни да замисли. Каква е оваа волшебна убавина? Ова е скриениот свет на бубачките. Рекле, досега овде никој нема дојдено. Јас сум првата што дошла. Да, секако, ние ја криеме оваа убавина од целиот свет. А со што сум заслужила јас да бидам првата на која ја откривате вашата тајна? Твојата добрина е скриена длабоко во твоите очи и душа. Кога те видовме, твоите очи засветкаа како светулки. И тоа беше доволно за нас. Ти сигурно си една од нас. Јас сум почестена да бидам дел од вашето волшебно царство. Како можам да ви помогнам? Па, најпрво, треба да знаеш да чуваш тајни. Да не кажуваш на никого за нас. Бидејќи, ако луѓето дознаат за нашиот волшебен свет и природните богатства на нашата шума, сигурно ќе посакаат дел од неа. А тогаш со сигурност ќе ги уништат нашите природни живеалишта. Јас многу добро знам да чувам тајни и онака никого не познавам. Што ме така? Сигурно можеш да ни помогнеш. Во нашето царство секогаш има многу работа. Со задоволство ќе помагам на секој од вас. Јас ја сакам шумата многу и ќе се грижам за секој од вас. Минало многу време и доброто девојче се прочуло по доброто срце и по несебичната помош која ја пружало на шумата и нејзините жители. Ги запознала сите поред, се радувала на секој нов ден, научила да ги лекува сите ранети бубачки и животинки, користела лековити билки, а омилено и било крпењето на крилата на бубачките со волшебниот свилен конец. Секогаш кога ќе се вратело во куќата на нејзините родители, очите ѝ светкале како светулки. Биле среќни затоа што и таа била среќна. Никогаш не ја прашале за причината, но насетувале. Набргу починале, а девојчето се преселило во волшебната шума кај своите пријатели. Таму е се уште и се уште се грижи за нив. А вие, деца, кога во летните месеци, навечер, ќе здогледате светулки, сетете се на оваа приказна. Светулките што ќе ги видите сигурно се истите оние од волшебната шума. Не се обидувајте да ги фатите. Оставете ги. Тие ќе ви светат како фенерчиња и ќе ви направат ѕвездено небо. Другарчиња, дали ви се допадна театарот на сенки? Да, и на мене исто. А дали разбравте што се зборува во него? Да, точно така. Во него се раскажува за пријателството помеѓу девојчето и светулките. Деца, а дали знаете да чувате тајни? Да, знаете. И затоа ќе ве сакаат
вашите другари најмногу. А сега, како предлог, сакам да ви дадам една задача да ја направите дома, заедно со вашите родители. А тоа е да направите домашен театар на сенки. За него ви се потребни следниве материјали. Картонска кутија на која со ножици ќе ја исечете предната страна. Потоа, бела хартија која ќе ја залепите на предната страна со лепило. Потоа ќе ви требаат и дрвени стапчиња и хартија во боја од која ќе исечете различни фигури по желба. И на крај ќе ви биде потребна светилка за да може да направите светлина и да направите сенки. И вашиот домашен театар на сенки е готов. Вашата представа може да започне. Од мене за денес толку. Се гледаме со нова приказна. Бидете добри едни со други. Довидување!